Европската унија разединета. Путин и дише на врат. Трамп ги повикува членките да не кокетираат со Русија кога се во прашање енергенсите. Новиот форум Брдо Крајн донесе само трошка надеж дека возможно е унијата да носи одлуки -1 или без целосно мнозинство, ако се проценуваат техничките перформанси за новите аспиранти. Страф од Русија и притисок од Трамп кон Европската унија, но и внатрешните проблеми. Европа е во хаос, кажа фон дер Лајен откако ја преживеа и втората интерпелација. Во ова издание на Трилинг соговорник е Малинка Ристевска Јорданова, ЕУ експерт. Господја Ристевска, што ќе донесе посетата на високата европска представничка? Доаѓа во миг на 15 октомври, 4 дена пред одржувањето на локалните избори. Што ова значи? Најпрви, ова е нејзина веќе традиционална есенска посета на регионот. Таа го посетува целиот регион, не е исклучително за Македонија и затоа не би го ставила во контекст на локалните избори, иако е малку ризично што доаѓа токму сега. Мислам од аспект на можни влијанија на такви посети врз исходот од изборите, иако кога зборуваме за локални избори во европски рамки, тогаш повеќе зборуваме за локални политики, меѓутоа кај нас тема се и националните, да кажем, прашања, повеќе прашања од пошироко значење. Сега конкретно на прашањето што очекувам дека ќе донесе, искрено моите очекувања не се преголеми, следејќи ги сите нејзини настапи во однос на проширувањето и на регионот, таа ги носи традиционално пораките иднината на Западниот Балкан во ЕУ, ќе бидат оценувани според собствените критериуми и така натаму. Исчекор во однос на нашата земја би било доколку таа го прифати речникот на Кошта, па да зборува и за можни гаранции за Македонија во овој пат. Како вие гледате на можноста прием во Европската унија со квалификувано мнозинство? Самиот прием не се поставува како предмет на конечниот прием, како предмет на квалификувано мнозинство. Значи, во правото на Европската унија има два чекори кои што се едногласност, почетокот на процесот и крајот. Крајот на процесот е фактички едногласност, бидејќи треба договорот за пристапување да биде ратификуван од сите држави членки. Овие предлози веќе 3-4 години наназад се стануваат се поактуелни, не само во невладиниот, туку и од страна на државите членки. Така што имаше таков предлог од Австрија, имаше таков предлог non-paper Словенија, Германија. Значи, правно, тоа е и како возможно, затоа што правото на Унијата е многу базично што се однесува до пристапувањето. Земја која што ги исполнува условите, што е европска земја, може да поднесе барање, за тоа се одлучува едногласно, како се пристапува е предмет на договорот за пристапување, што треба потоа да го ратификуваат државите и така натаму уште неколку детали, меѓутоа тоа е основата и примарното и секундарното право понатаму не искажува ни избор. Така да се ова што е понатаму надоградено, методологии, други правила, отворење, тоа е се со дополнителни одлуки на Советот на Европската унија. Меѓутоа проблемот е сега што, бидејќи тоа е веќе еднаш донесено со едногласност на државите членки, треба да се смени со едногласност на државите членки, значи тие треба сите да се согласат за да преминат на некаков вид на квалификувано мнозинство, а повеќе опции се тука во игра, дали квалификуваното мнозинство какво што го знаеме или некое кое што ќе бара уште поголема согласност од колку е аргументирана тезата дека Македонија можеби треба да купува време во насока дека да се надеваме за промена на механизмот што на некој начин би го олеснил патот на Македонија до зачленување? Купувањето време мислам дека не е соодветниот израз, меѓутоа од друга страна
па ставањето се на коцка за да се почне патот на преговори без никаква гаранција потоа, е исто така нешто што е неприфатливо. Затоа мислам дека треба да бидеме многу разумни и многу одмерени, да ги следиме работите како се одвиваат, затоа што ние обично чекаме една работа да ги реши еден настан, Deus ex machina, да ги реши сите наши проблеми, но тоа не се случува така во Европската Унија. Нема да биде тоа еден чекор кој што ќе биде одлучувачки. Значи, и во овој момент, да, се зборува се повеќе за квалификувано мнозинство во текот на процесот на пристапување, меѓутоа, реално, поддршката кај државите членки се уште не е доволна за да се премине и во процедура на такво нешто. Значи, за тоа е потребна промена на преговарачките рамки кои што веќе постојат или некој друг документ. Унијата секогаш може правно тоа да го изведе ако има политичка волја. Сметате ли дека постои реална волја, подготвеност од Брисел да дадат своевидни некакви гаранции во делот на она што македонската страна го бара, гаранции дека после уставните промени нема да има нови барања од официјална Софија? За мене генерално е проблем воопшто барањето гаранција, недефинирањето на такви гаранции, затоа што ние не зборуваме за какви гаранции станува збор или какви бараме, само се зборува гаранции. Проблемот е во тоа што бугарската страна веќе се што можеше како гаранција дека тие ќе влијаат на секој иден чекор, веќе го вметна во официјалните документи на Европската Унија, заклучоците на Советот и преговарачката. Што значи нема враќање назад? Не, тоа не значи дека нема враќање назад, затоа што доколку има, пак ќе повторам, политичка волја од страна на Европската Унија, се е менливо. Значи, тоа не мора ни да биде со менување, туку со нов документ. Еве пример ќе дадам. Значи, Србија и Црна Гора има веќе преговарачки рамки по старата методологија. Меѓутоа, кога се усвои новата методологија, беше донесен дополнителен документ со кој што се кажа дека се согласиле и тие и државите членки да се на нив да се применува новата методологија и како таа ќе се применува. Значи, секогаш постои начин кој има политичка волја. Проблемот е во немањето, во моментов, на доволно политичка волја, нити во однос на проширувањето воопшто да влезе квалификуваното мнозинство во сите меѓучекори, нити пак во однос на Македонија. Зошто сме маргинализирани? Дали може да се каже дека сме ставени на маргините на интересот на Брисел па и на Вашингтон? Мислам дека до таа, иако е тежок збор маргинализација, но нема да ви контрирам на тоа, мислам дека за еден дел сносиме и сами вина, затоа што едноставно дозволивме некои наши национални интереси да се погазат и се поделивме внатрешно по повеќе линии. И веќе кога сме поделени внатрешно по повеќе линии, секој од страна кој што има интерес, како некои соседни држави, тоа го искористија и се наметнаа во Европската Унија. Вториот фактор е што Европската Унија едноставно прагматично гледаше да оди чекор понапред и ако нешто политички не ја чинеше многу, таа постапуваше по тоа. За жал, нашата политичка цена ние ја поставувавме прениско досега во сите, да кажам, критични моменти во однос на Европската Унија. Во ситуација кога, например, една Албанија ита кон членството кон Европската Унија, имаме ли ние простор да се однесуваме помалку несериозно и како да не сме спремни по секоја цена да направиме, да вложиме дополнителен напор за да го забрзаме овој пат кон Брисел? По секоја цена дополнителен напор. Дали сакате да кажете по секоја цена да ги усвоиме, односно да пристапиме кон усвојување на уставните измени и јас
повторно ќе кажам, уставните измени се само еден мал дел или вовед во сето тоа што понатаму ќе треба да се направи, затоа што тука се работи за спроведувањето на вториот протокол, кој што има многу други импликации. А самото усвојување на уставните измени ќе донесе на тамошни проблеми во имплементацијата. Ние само ќе отвориме уште еден пат, за да можеме да бидеме условувани понатаму и понатаму од страна на Бугарија. Значи, ние со тоа е познатата салама тактика. Значи, ајде сега проголтате го ова, па утре ќе го проголтате ова, па заутре ќе го проголтате ова, па потоа ќе го проголтате ова. И јас сум против таквиот пристап. Мислам дека треба да имаме визија, дека веќе премногу ги навикнавме сите, дека ние можеме се да прифатиме. Нашиот проблем е што треба да го зачуваме кредибилитетот на нашата понуда. Значи, ако некој друг може да си дозволи да нема сите петки или четворки или тројки, ние тоа не смееме да си го дозволиме, токму затоа што сме мали и мораме да бидеме кредибилни и мораме да ги имаме на своја страна оние кои што навистина се за принципот мерит. Мене тоа повеќе ме загрижува отколку дополнителниот чекор што ќе го направиме, што би требало да го направиме за да одиме поблиску до ЕУ. И само да ве потсетам, значи Албанија е точно дека сега граби напред и тоа е една динамика која што е пред се диктирана од Европската комисија, како понатаму ќе оди со државите членки ќе видиме, но ова не сакам да го кажам за да кажам не оди процесот, добро е да оди процесот напред. Меѓутоа да се сетиме дека Албанија пред неколку години, повеќе години, имаше случај кога имаше ратификуван меѓународен договор со Грција, па тој падна на Уставен суд, па Албанија сега преговара со Европската унија. На што се должи се понагласениот евроскептицизам? Се должи на долгото чекање и на изгубениот кредибилитет пред се на Европската унија кај нас. Дали разногласието во Европската унија, тука ние го користиме како аргумент дека Брисел не сака? Тоа е едно од алиби и тоа е едно од нашите ризици сега, да се користи Брисел не сака или прашањето со уставните измени, на кое јас тврдам не треба да се усвојат, за ние да си тераме овде како сакаме, односно да го губиме кредибилитетот на нашата понуда, па да правиме излети во владење на правото и така натаму. Тоа е реалниот ризик. Но од друга страна, не смееме да ги поедноставуваме работите до таа мера да кажеме дека ако сега сме во преговори, Европската унија до толку ќе влезе внатре што автоматски ќе ги сопре и корупцијата и се што не чини во нашето општество. Тоа не е случај, ниту било случај со било која држава денешна членка на Европската унија. Кога сме кај во делот на владењето на правото, власта најава дека по локалните избори ќе следува демонтажа во судството и правосудството. Колку ваквата реторика ја гледате возможна? Токму на ваквата реторика мислев преска кога кажав дека тоа се големите ризици за нашиот кредибилитет. Значи, ние мораме да внимаваме на рамнотежата на властите, на градењето на институциите. Тоа не е начин на кој што ние ќе прикажеме дека сме земја зрела за членство во ЕУ. Ниска доверба во македонскиот правосуден систем. И ако тука се користи една низа на реформи која се што најавува од типот на ветинг во македонскиот правосуден систем до потреба од распуштање на судскиот совет, но сега за сега се уште ништо не гледаме опипливо, сериозно. Ако го сметаме распуштањето на советот или ветингот како нешто опипливо и сериозно, јас не би се сложила за тоа. Мислам дека реформите повторно ние очекуваме едно магично стапче како што е ветингот или смената само на судскиот совет или на некој носител на власта. Мислам дека нам ни е потребна едно внатрешно градење на доверба во институциите кои што се сериозно разнишани
и меѓу институциите и диалог меѓу институциите на системот, што е многу потешко да се направи, одошто сега да се почне, не знам, советинг или да се распушти советот или советот или да се разреши некој. Тоа е полесен, но пат кој што нема да ни ги реши проблемите. Мислам дека треба реално да отпочне еден многу поразличен процес на диалог во ова општество и на јакнење, односно враќање на институциите на нивните темели. Ако власта ја прашате, ќе ви одговори дека институционално ние сме подготвени за Европската унија. Институциите си ги извршуваат своите обврски. Знаете што, прашање е во која мера, како, во која функција, кои институции се ги вршат своите функции. Нормално дека секоја власт, ако ја прашате, ќе каже дека таа ги зајакнала. Но мислам дека ни е потребен еден малку поширок пристап, бидејќи предолго партократијата и клиентелизмот правеа штети на македонските институции. Вие сте и членка на Советот за национална безбедност. Интензивно имавме 3-4 дена, слушавме како сме атак на хибридни напади. Председателката Сејановска Давкова не оцени дека има потреба од свикување на Националниот совет за безбедност. Дали прашањето за наводни хибридни напади го искористивме како алиби состојба или реално постојат закани врз државата? Јас би требала да имам информации и мислам дека прашањето треба да се расправа и јас да дискутирам во Советот за безбедност за тоа, а не да дадам било каква оцена без да имам проценета ситуацијата. Нашиот состанок последен беше, имаше за тоа јавна информација пред Илинден и тогаш се разговараше за пожарите и така натаму, меѓутоа хибридните напади не биле посебно тема и предпоставувам дека треба да бидат, односно ќе бидат тема на разговор на Советот за безбедност. Кои би биле индикациите дека сме атак на безбедносен ризик? Мислам дека надлежните институции треба да дадат информации за тоа кои се елементите врз кои што се дошло до заклучок дека сме напад на хибриден напад и каков. Благодарам за разговорот. Благодарам и вам.